што црквата секогаш внимава денот на представувањето да биде како ден на новото раѓање, а представувањето пред Господа е важно зашто тоа е за вечно. Овде се раѓаме за времен живот. Меѓутоа, во овој живот имаме родители. Така и Пресвета Богородица има родители во овој живот. И нејзини родители се оние кои денес ги празнуваме, ги славиме, светите Јоаким и света Ана. И без нивното трудолюбие невозможно беше ни да порасне Пресветата Богородица. Ја дочека на старост, а замислете колку е потешко на старост да одгледуваш дете. Меѓутоа, тие толкова желба има за дете, што не им падна тешко да ја одгледат Пресвета Богородица, нити слутејќи, нити насетувајќи дека таа ќе биде мајка на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Тоа е, ќе каже човек, вообичаено, љубов кон детето, особено на старост ако е дочекана. Меѓутоа, во сето треба да се почувствува промислата Божја. Зошто Господ на старост им даде на свети Јоаким и света Ана да ја родат Пресвета Богородица? Зошто не им даде таа да биде 10-то дете, како што било во тоа време обичај повеќе деца да имаат? Не, затоа што Господ има, ја дочека Пресвета Богородица после многу векови. Ќе речи човек, па што се вековите за Господа? Како една секунда да поминале. Затоа што кога некој живее во вечноста, времето е незначително. Меѓутоа, настаните кои се следуваат не се незначителни, а настанот на раѓањето на Пресвета Богородица од свети Јоаким и Ана значи многу. Затоа што како да го очекуваше историјата тој ден кога ќе се роди една жена која на Господа нема да му се спротистави. Кој ќе рече човек, и другите жени можеби не се спротиставуваат на Господа. Не, браќи и сестри, очигледно се спротиставувале, почнувајќи од Дева, се спротиставувале, а особено во овој настан во кој учествува Пресветата Богородица, сигурно секој, условно речено, здрав ум би се спротиставил. Кога архангелот ќе дојде и ќе рече да роди син, а таа ќе му рече како е можно, тоа не знам, ама нека биде волјата Божја, која друга жена пред и после Богородица би го рекла? После Богородица можеби воспитани сме, научени сме, ма нема потреба веќе. Ама пред Богородица ниту една жена нема да рече, не знам јас како е можно дете да се роди без поход машка, ама нека биде волјата Божја. Тоа и Господ го чекаше со векови. Го чекавме сите, целиот човечки род. И затоа на старост ја добиваат и оние кои најдлабоко ја чека, а тоа е свети Јоаким и света Ана. Затоа, браќи и сестри, многу е важно да ги почитуваме настаните
што се случиле во историјата, ама ни ја осветлиле иднината. А еден од настаните што ни осветлиле иднината е раѓањето на Пресвета Богородица. Ама не е надприродно како што се раѓа Господ Исус Христос, туку сосем природно од Свети Јоаким и Света Ана. Денеска ја имаме честа да учествуваме во празникот на вашиот епископ, на епископот Делјадровски и Линденски господин Јоаким, и да му посакаме да има добри години на пастиронаталствување во оваа епархија. Како што знаете, вие повеќе го имате почувствувано смирението на владиката Јоаким, не треба да го разговараме, затоа што тој се покажува смирен исто како на оној кој го носи името, а тоа е Свети Јоаким. На Свети Јоаким, кој покажува огромно трпение од она што можеме да научиме од светите книги, така и владиката Јоаким незалудно го носи името на Јоаким, затоа што блеска во смирението кое треба да го имаме сите нас. Сите ние, и ни покажува пример за тоа како се носи смирението. А човек што е во смирение, тој се што му се случува во животот, и тоа како Пресвета Богородица која му вели на архангелот, не знам како е тоа можно, ама нека ми биде волјата Божја, така и смирениот човек вели, не знам како е можно ова, мојот ум не може да го долови тоа, ама нека биде волјата Божја. Ете, тоа треба да го научиме од денешниот славеник, сите да го поддржуваме смирението, зашто е основа на сите добродетели, и основа истовремено и врв на сите добродетели. Тоа е некако парадоксално, како може и основа и врв да биде, ама смирението е почеток на добродетелниот живот, ама и крајот е сепак смирението. Затоа, браќа и сестри, оваа чест која ја имам, да му го честитам именденот на владиката Јоаким, од името на сите вас, иако и сите ќе имате можност личносно да му го честитате името, сепак јас го чувствувам како една привилегија, која сега, после проповедта, особено поздравот и целивот со него, многу ќе ми значи, зашто благословот кој го примаме од оној кој го прима благословот во овој ден, чиј ден е именден негов, да му биде на здравје, на спасение на целата богоспасаема паства во неговата епархија. Милоста Божја нека биде на вас, нека ве чува, нека ве храни во сите дни на вашиот живот.